На почеток би сакал да ги запознаеме нашите гледачи, впрочем и нели овде во Македонија општо нашите граѓани со вашата организација, од кога постоите и досега со какви се предизвици нели сте се соочиле што се несува до мигрантите и до кризата поврзана со нив? Migrants Organize postoji već od 1993. godine. Migrants Organize постои од 1993 година и тоа е организација која направиле мигрантите бегалци кои се наоѓале во Британија. На почетокот на 90-тите тоа биле курди, еритрејци, етиопјани, херцеговци, сомалици, суданци, мароканци, алжирци, една комбинација на луѓе кои се нашле тука поради војната, но и од економски причини. Тие почнале да се организираат меѓусебно, бидејќи имале многу проблеми да ги остварат своите права. Тоа се почетоците на организацијата пред околу 25 години и веќе 20 години јас сум дел од неа. Доаѓаа нови генерации бегалци од Ирак, курди од Сирија, Авганистан и сега од Украина. Во Британија постои украинска заедница, но постои и мала заедница на луѓе кои немаат документација, па тешко им е да ги добијат услугите, како образование или здравствена услуга или било каква социјална помош. Ние како организација даваме правни совети на оние кои се веќе во Британија, но и овозможуваме психосоцијална помош. Бидејќи луѓето се многу травматизирани, а во последен период работевме со луѓе кои се дојдени од Авганистан и Сирија, бидејќи навистина им е тешко со пандемијата, каде беа полузатворени. Во моментов работиме со луѓе од 84 земји. Британија има бегалци од многу земји, но наитни случаи се оние кои се дојдени од војните зони, кои се истравматизирани и најчесто се жени и деца. Од друга страна се занимаваме со јавни образовни кампањи за политиката, која владата ја води против мигрантите. Иако сме добротворна организација и не треба законски да се занимаваме со политиката, сепак имаме право да ја шириме информацијата и да ја подигнеме свеста на јавноста за тоа какво е искуството и што им се случува на луѓето. И дел од оваа работа ние да ја подигнеме свеста колку не е тешко да се биде бегалец и какви всушност препреки имаат мигрантите од страна на владите и Европската Унија и конечно колку всушност е тежок нивниот живот кој не го одбрале. Пропагандата всушност кон нив е дека се луѓе кои го искористуваат системот, а такви се многу малку. Иако постојат разни луѓе, сепак повеќето се тука затоа што немаат избор. Кажете ми како сте организирани во смисла на нели оваа нова мигрантска криза, односно кризата во Украина, како сте распоредени, каква е сега вашата организација поврзана со нив? Pa mi trenutno uglavnom radimo sa Ukrajincima koje znamo u Londonu. Ние во моментов работиме со украинците кои се во Лондон и се во тешка ситуација. Направивме мрежа на адвокати кои ќе им даваат бесплатни правни совети на луѓето кои сакаат да ги доведат своите семејства. Британија има се уште визни рестрикции и уште размислува како да најде решение да се пуштат луѓето во земјата, бидејќи политиката на британската влада е прилично затворена за бегалците, така што правниот совет е навистина важен. Се трудиме да им бидеме на услуга, бидејќи новинарите постојано ги прогонуваат, а тие се трудат со денови да стапат во контакт со семејствата, кои се или на пат, или пак се уште во Украина. Јас сум од Сараево, ја преживеа војната таму и точно знам на што се тоа личи и каква е таа паника и колку им е тешко на луѓето да сватат дека тие се во шок и паника и стравуваат за своето семејство. Стравот за себе е една работа, но за саканите е уште пострашно. Какви се нивните коментари? Имаме впечаток дека ни тие не очекуваат дека ќе дојде до ескалација и заради тоа и на сите оние повици изминатиот период, нели, да се евакуираат, да напуштат земјата, некако не се одзваа, нели? Pa znate šta, nikad se niko normalan ne sprema za rat. Никој не се подготвува за војна и сите некако се со надеж дека тоа нема да се случи. Јас ви го кажувам тоа од лично искуство, но го видов тоа и со сиријците и со афганистанците. Луѓето секогаш се надеваат дека до тоа нема да дојде и сметаат дека спротивната страна нема да биде лоша и дека нема да посегнат по најлошата опција.
Тоа беа и нашите размислувања, верувам и вашите и нашите, дека до тоа нема да стигне и дека нема до таа мера да ескалираат работите. Da. I onda kad se desi, ljudi se prepadnu i onda počinju te reakcije и хаос. Кога тоа ќе се случи, луѓето се преплашуваат и се случува хаос. Она што сега ни се случува, а се почна со војната во Сирија, а летоска и во Авганистан, имаме можност и комуникација да го гледаме во живо, не само на вести, туку и преку пријателите. Мојот телефон е препон со пораки од луѓе, од тоа што им се случува, и се создава една нервоза и паника, иако јас сум релативно насигурно во Лондон. Ова се моменти каде што се чувствувате беспомошни. Каква е ситуацијата во моментов? Колку мигранти досега ја напуштија земјата? Каква е нивната рута? Каде бараат спас? И кои се очекувањата на што се однесува до бројките и статистиките? Pa znate šta, mislim, statistike su strašne. Ukrajina je velika zemlja, 44 miliona stanovnika. Статистиките се страшни. Украина е голема земја со 45 милиони жители и за само 5 дена 400.000 ја напуштија земјата. Има голем број на луѓе кои веќе заминале во странство, а сите тие се нерешени основни потреби, како сместување, статус, храна, превоз. Она што се гледа е дека има големи колонии од 15 до 20 километри кои се заглавени без гориво. Мажите не можат да ја напуштат земјата, бидејќи имаат војна обврска, што значи дека се работи за стари луѓе, жени со деца, што е дополнително комплицирано. Луѓето ги прифаќаат во околните места, но немаат капацитет и инфраструктура. Па наскоро ќе видиме привремени бегалски кампови, кои што преку меѓународните организации ќе обезбедат услови за нив. Бидејќи Европа и политичарите се со ист став и не ги прифаќаат фактите, сметаат дека доколку не се обезбедат инфраструктури, можеби бегалците нема да дојдат. Но некои земји ги прифаќаат бегалците од политички причини, многу полесно од другите, како Ирска, која ги крена сите рестрикции на визи за украинците, додека Британија очекува тие да одат во Париз и да платат 3000 фунти за виза, која важи само 6 месеци. Видовме со сириските бегалци дека кога конвојот тргна преку грчките острови, дека германците земаа 1 милион луѓе, но исто така видовме и сириски бегалци кои заглавија во кампови во Ирак и навистина мал број од нив беа спасени од мачење и злословување. За жал не постои организирана програма, ниту лекции кои се научени од претходните искуства. Европа се однесува како тврдина и пробува проблемот да го префрли на некој друг. Меѓутоа, додека се случуваше на другите континенти, можеби и можеше така да се третира, но сега тоа е невозможно да се избегне. Полска ќе мора да прифати многу луѓе, исто така и Романија, Молдавија, Словачка и сите околни земји, а потоа полека ќе се прошири и на остатокот од Европа, што до некаде е и нормално, богатите земји да земат повеќе луѓе, бидејќи имаат подобра инфраструктура. Бегалците никому не се на товар, доколку не ги направите да бидат товар. Ако на луѓето им се даде поддршка и помош, на нив им е во голем интерес да работат и да заработуваат за да праќаат помош за своите роднини. Јас искрено се надевам дека ќе дојдеме до тоа ниво на свест, се да се забрза и на луѓето да им се посака добре дојде и нормално дека ќе се договори некој мир и дека војната ќе запре, што е комплициран и неизвесен процес. Во прашање се човечки животи и немаме избор, туку едноставно да помогнеме. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успех во вашата работа и се разбира да имате можност да им помогнете на што повеќе мигранти, еве конкретно и од Украина, ова последна криза. И ќе се чуеме во следна прилика, во служба на помош онаму каде што треба и преку нашиот медиум сето тоа да им го пласираме како информација и податок. Hvala. Sve najbolje. Blagodaram.